ме заебаваш. Јок бе море ваков да му се прави ако те лажам. Значи, вие, вашиот мал има 15 години и вие дури сега му правите сунет. Па нормално бе кад не дава да му го пипам. А шо вие чекавте да направи 15 години, па сега ќе му го пипате? Па ја не, госпожа, он сам сака да го сече да лапа субвенција сам. Вика, баба, ја доле имам вишак, а овој државата дава пари. Шо го ебам, че го сечам. Следеći месец искача нов iPhone, тија парите од сунетот купим iPhone, жбрцу джеб. Тоа е тоа, новите генерации, патлакот за iPhone. Али, што се однесува до големината на патлакот, ние, мужите, сме страшно суетни. Знаете до каде оди таа суета? Седиш пред сендвичара надвор. Луѓе пуно. Си го чекаш тостот што си го нарачал. И кога ја слушаш онаа вработената од внатре како се дере ко ненормална. Кој имаше мал? И како бе да станеш сега? Или ти звони мобилен, ти се јавува непознат женски глас. Кај си бе, курто? А ти мора да ја кажеш, извинете, али имате грешка. Затоа ние мужите пред секс многу потешко се опуштаме од жените. А жените вие супер, сите сте исти доле, горе-доле, нели? Немате проблем. Одма, онака, за 2 минути ќе се возбудите и одма имаш. Го сакам во мене, дај ми го цел. Кај мори да ти го дам цел, мене у моментов ни четвртинка не ми е, ти го бараш цел. И како мислиш тоа, дај ми го цел, па не сме ние муживе на дугме? Ние мужите имаме прашања што не мачат пред секој секс. Например, дали ми е доволно голем за неа? Па шо ако се работела со поголем од мојов, сигурно ќе ми глуми оргазам. Па вас гарант имала поише од 100 мужи, на мене ли ќе се сеќава? Се е до сеќавањето, а ние мужите сакаме да се сеќаваат по-добро на нас кога онадиме. И затоа не може од небо по ребра, дај ми го. Ме плашиш. Одма и да му минус. Мора малку да ме опуштиш. Мора малку да го бабуеш. Да му збориш ко на цвеќе, за да порасне поголем. Да го пофалиш. Каков бабачко си бил ти доле. Па ја у мојов живот покрупено твојов неам видено. Види колку ти е дебел Джоана Конда. Така треба со мужите. Малце да ги опуштите од оние вечни прашања што ги мачат. Али, кога ги фалите, немојте ни подразно да им кажете убав ти е. Или, не дај Боже, таман ти е. Таман ти е. Па ако му кажете таман ти е, ќе му падне ко Берлин 45 и ќе се джитне од тераса. Муж кој ќе чуе од жена, таман ти е. Одма паѓа у длабок очај. И одма ќе собере 2 и 2. И знае дека со 4 сантиметри не само што не е конкурентен, туку со тој кур не е ни солвентен. Затоа, вие жените морате тактички да пристапите на мужите пред секој сношај. Особено ако имаат развиен бизнис добар или ако имаат 2 докторати, ко овој Рашковски. Они не можат одма. Пази, тоа се мужи што сакаат многу вака да се джилитаат, да се фалат пред народ, какви ебачи се, како евеле, шо евеле, како пиштеле од нив жените ко црфу дрво. Многу сакаат да се фалат. Али, таков муж, кој ќе дое сам у соба, со некоја згодна и карактерно силна жена, одма му паѓа тоа шеќерот. Ни вијагра, ни златни метак, ни афричка шлива, ништо не помага. Одма почиња да филозофира Ѓоаниче и Кант. Одма ќе почне да смислува некои оправдувања. Види, маче, ја ќе ми се дигнеше се, али паси и 3 дена сме запиени со другарите, за тоа не можам. Или, слушај, ова не сум ја, мислам ова сега, што се деси, тоа не сум ја, вика, неделава стресна ми беше многу, знаеш, имам бизнис со 50 вработени, па ја ако не трчам да им обезбедам плата, па нема кој. И сето тоа ми го спуштали, бидото ме убива у појам. Или, слушај, цуцо, ова сега што ми се спушти, нема везе, можеш слободно да прошеташ низ
6 град, секој што ќе прашаш ќе ти каже каков дупач сум. Али пази, жена ми ја нема впипнато едно 6 месеци, па морав овие 2-3 дена да ги подмирам тие брачни обавези. Иначе, да не требаше да ја пердашам неа, ќе те искинев се ако свиња кеса. Па уште ако таа што ќе ја голтне тоа афричката шлива, ако му застане у грло, абе одма врато се укочуе. Абе кој дршка од метла да голтнал, вака кој ќе влезе дома с жена му, шо ти е бе? Ништо маче на промаја дупе. Компири лупев на промаја, не ме виде преска компирите кога ги лупев. Затоа жени, нема секс тука со такви. Решение, одма да си фатите некој копилј. Овие на копилјаци во 20 години на промаја им се дига. Има некој тука што има од 20 до 30 години? А? Има? Колку имаш? Колку? 26 има дечко. Пази сега! Пази сега експеримент. Види експеримент. Отварам врата. Мала промаја, броиш до 3. 1, 2, 3. Ај пипни го девојко да виш доле се. Жити све пипни го. Ја ќе те пипнам, ама заради самочувствие некако. Така е? Одма промаја те удир, не се замараш. Али, жени, ако сакате на вистина да не се мачите, а да имате онака сериозен маж до себе, зрел маж, постои за вас само едно решение. Ке си најдете шофер. Камионџија, таксист, шо да е? Шофер да е. Или на француски, ла шофер. Овие шофериве, значи, ги боли стојко за Ниче, Кант и Шопенхауер. Чак што више овие шофериве, Ниче го имаат у мал прст, зашо видат голо дунде, одма Фридрих им Ниче, шо викаат србите. Абе да ви кажам, бе, тие шоферите се ненормални у кревет. Мислам, јас сега не ова од искуство, него што ми кажувале другарки. Знаете што ми рекле другарки, бе? Абе, шофер кај шо ебе треба не расте. На шофер, кој ќе го прашаш, шо е, кој ќе му спомнеш Виагра, мисли дека е средство за мијање садови. Гледате дамата колку била расположена. Видете? Шофер да не е твојов? Твојот е шофер? Да? Шо е? Камионџија, таксист, шо е? А? Шофер? Можете комотно да им кажете на овие што имаат мужи со 2 докторати како е да се биде со шофер. Комотно да им објасните. Луѓе, вакви сведоштва сум слушнал доста од жени што имаат шофер. Абе, после секој секс 2 сата на инфузија идат. Ги цедат тоа шоферите. Мислам, извинете што сум вака индискретен. Шофер! А знаете ли зошто се добри шоферите у кревет? Луѓе, затоа што не се занимаваат со оправање на светот. Го заболе шоферот за моралните принципи, за совеста, за ИЗИС, Ал-Каеда, бомбардирање у Сирија, мамо тамо, ги заболе за СДСМ и ВМРО, ДПМН. Нема бе, шофер видели голо путе го цепи. Ко сме кај цепењето, и овој министров за финансии не цепи, али умал мозок. Вика, просечната плата била 26.000, али баш и не можеме да ја осетиме. Абе, министре, тебе да ти го начука муса курати со 26 сантима, нема да го осетиш? Не, стварно, пошто 26 е 26. Дали си илјадарки или сантиметри се осеќаат, бе? Али пошто не се осеќаат, значи дека не се 26, туку дека е 12.000. Ако е нешто 12.000 или 12 сантима, баш и не се осеќа, министер. Мислам, можеш и по дома да прашаш. На оваа па министеркава за одбрана и дошле војнициве, почнале да и се жалат дека овие новиве чизми што ги купила нема за сите броеви, дека боси шетаат. И сега да не пукне брука, нели, влагаме у НАТО, она, и министеркава, замислете,
купила торти и колачи у вредност од 60.000 евра за да ги смири војниците. И затоа мораа да ја сменат таблата пред Министерство за одбрана. Сега на неа пишува Министерство за одбрана кај сладкарница Апче. Ајмо тенко и тулумби, бакљави хаубици, шокени бе нас вистински пушки и бомби бе. Влагаме у НАТО со нова стратегија. Од сите душмани ќе направиме шекераши. Наместо да ги бомбардираме со сиромашен ураниум, ќе ги бомбардираме со шекер. Прејади се шекер и цркни. О, викам, има логика, затоа што презимето на министерката е Шекеринска. Нормално е набавките да бидат на база на шекер. Си викам, замисли, ако се презиваше кој австрискиот премиер Курц. Гарант тогаш набавките ќе беа од секси шоп. Строго. А иначе, за овој австрискиот премиер Курц, сите со години мислевме дека е ВМРО-ец. Арно, ама, кога и СДСМ го прими Курц, више не мислиме така. Он е уствари единствениот Курц кој што го има примено српската премиерка. СДСМ толку се возбудија кога го примија Курц, што го помеша неговото австриско со литванското знаме кога ни дое на посета. Викам, не дај Боже да требаше да дое швајцарскиот премиер на посета. Гарант ќе го пречекавме со знамето на Црвен крст. Па сега папата која беше у Скопје, кој се симиеше од авион, умрев од страв, мислев дека оставиле знаме, зелено знаме со полумесечина, тамо дека закачиле. Се бара, жив или мртов. Типот кој што ги пишува говорите на Заев. Според него, Холокаустот е еврејска традиција. Што значи, Холокаустот традиционално се појавува кај евреји на секој 75 години како Халеевата комета. Леле, која рипна овие бившиве твитерџи и сега што се пиарџи у влада. Лапсус, 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 лапсус. Дечки бе, лапсус е ако наместо дај ми го твоето раче, кажеш дај ми го твоето маче. Али ова е од неукост. Човек што има здраво формално образование, значи, него му е боза да препознае разлика помеѓу австриско и литванско, белгиско и германско, српско и руско знаме, знае што е традиција, знае што е Холокауст. Ама на типчево изгледа да беше малце образувано, кој ќе го препрочитувал говорот, одма таа реченица ќе му извадеше очи, ќе речеше, чека бе, што сум напишал ја овде? Не може Холокаустов да е како и традиционално излетничко место на евреиве, како Саборов на Трубачи у Драгачево или Ростилијадова у Лесковац бе. Тоа е символ на геноцидот врз нив. Али изгледа на типот у моментот земјата му била рамна плоча. Ќе кажете, луѓе сме, грешиме. Да, ако сгрешиш само еднаш се случува.